Сувата и распукана кожа имена е главен проблем во зимските денови. Студеното време е главниот предизвикувач, но кои се други фактори влијаат за да дојде до овој проблем и која е најдобрата превенција? Ово утро слушаме некои дополнителни совети од мојот денешен гостин, доктор Тихомир Цветковиќ. Добро утро и добре дојдовте повторно во нашата утринска. Добро утро и ви благодариме на поканата. Именно студеното време влијае на сувата кожа, но дали главниот предизвикувач е онаа недоволна грижа? Меѓу останатото да, би рекол дека не грижата и немарноста на граѓаните е таа што води до тотална екзацербација, значи до тотална појава на сите симптоми. Меѓутоа, сето тоа не би било можно кога не би имале известна и основа. Мораме да кажеме, некој сигурно знаеме повеќе или помалку реагира на студеното време и автоматски симптомите варираат од до. Така да оние луѓе кои што имаат екстра сува кожа или прават нешто екстра, ама во повеќето време имаат и таква конституција каде што кожата им е посклона кон дехидрација, посклона кон сушење и автоматски доаѓаат нели до тие симптоми. Меѓутоа најбитниот, како да речам, аспект од целата приказка е таа колку нели се труди, односно не се труди еден човек за да направи нешто за својата кожа во зима. Како изгледа таа правилна грижа, иако нели зависи, како што кажавте, од индивидуа до индивидуа, но сепак? Негата пред се зависи од повеќе аспекти. Примерно треба соодветна крема за раце која што работи и како превенција, меѓутоа и како дел од терапијата при веќе појавата на симптомите. Кремата за зимно време генерално не само за раце, него и за тело и за лице треба да биде мрсна, треба да биде потешка, што би рекле нели разговорно ние, со цел за да створи една бариера од згора која што ќе превенира да има ексцес, значи на испарување на водата или ексцес на перспирација. Оние лесни гел креми се задолжени повеќе за лето, така да кога се бара некој препарат треба да се бара кој што е за зима, односно кој што е помасен, кој што е потежок, со цел нели да имаме соодветна заштита. Друг аспект е пречестото миење на раце или премногу користењето на оние средства за дезинфекција кои што беа популарни во пандемијата. Сите тие препарати, вклучувајќи го честото миење на раце и течните сапуни, нели, апропо тоа, придонесуваат кон екстра сушење, значи на кожата. Се разбира, не можеме да кажеме еден човек колку треба пати да мие раце, зависно тоа што работи во денот, со што има контакт, меѓутоа доколку би генерализирале, нема некоја реална потреба, работи да речеме на канцелариска работа, 10, 15, 20 пати е веќе ексцес кој што и како ќе донесе до појава на симптоми. Значи, соодветна крема, соодветен број пати миење на раце и со соодветен сапун со оние основни моменти. Се разбира, тука си на зимска опрема на раце кажана, значи носење ракавици, заштита доколку често сме надвор и така. Ја напоменавте прво кремата за раце, на некој начин се подразбира дека сувата кожа најмногу може да се види на рацете. Да, впрочем, тие си меѓу најизложените места на нашето тело. Зборам раце, дланки, мислам конкретно, не мислам на лактица или подлактица, мислам на дланките. Впрочем, и тој дел е и поиздаден. Нашето лице е некако како целина и анатомски полесно може да си се справи со проблеми како сувост. Можеби носот, делото до образите, еден дел, меѓутоа рацете се и тие кои како патат, значи и дланките, горниот и долниот дел, прстите и така натаму. А и впрочем, статистички гледам, највеќе гледаме промени на ниво на дланки, не гледаме на лице толку. Не би се менувала математиката и за лицето, значи соодветни препарати, не пречесто миење, користење, значи на некои ексцесни козметички средства кои што придонесуваат кон сушење, сето е тоа едно исто. Освен оние најсоодветни препарати и слично, дали на некој начин играат улогата и внесот на витамини за сува кожа? Витамините не се некој фрапатен фактор, но водата, внесување на вода и така е битно. Хидратацијата на кожата не е само од надвор, хидратацијата на кожата и од внатре. Генерално за секој процес во кожата без вода не можеме. И луѓе кои што не пијат доволно вода обично се гледа.
се гледа по нив. Не може би конкретно на рацете, меѓутоа евентуално и до таму ќе се стигне кога ќе дое време. Така да хидратацијата од внатре или пиењето на вода и на доволен број на течности е и така битно. По однос на витамините, сувоста на кожата многу нема некој посебен удел, но тоа не значи дека не треба да внесуваме витамини. Здравата суплементација е исто така треба да е дел од нашата рутина, така да иако нема врска, јас лично препорачувам секој од нас да има некаков тип на суплемент. Ви благодарам многу за сите совети кои што имавме можност да ги слушнеме утрина. Беше задоволство. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека сувата кожа кај многумина е чест проблем токму во овие студени зимски денови. Најдобра превенција и најдобри совети кои што можете да ги примените од мојот денешен гостин се соодветните препарати кои што треба да ги користите, но секако и умерениот број на миење на вашите раце.